Свирењето на инструменти е важен сегмент во развојот на децата. Токму на оваа тема го продолжуваме разговорот во студиото со Марина Чадо, тој е музички педагог. Добро утро. Добро утро. Благодарам за поканата. Многу важна тема. Многу важна, малку ќе влеземе во вашиот свет, да се запознаеме и со вашата професија. Вие како влюбеник во виолината, така? Да. Веќе сте музички педагог, го пренесувате знаењето, љубовта кон инструментите, кон музиката. Па еве, добро, кое е вашето искуство како музички педагог? Колку долго работите со деца? Кога започнавте? Јас веќе близко 30 години со оваа дејност се занимавам и тоа имав прилика низ животот да променам и две земји. Работев најнапред во Македонија пред 30 на години, потоа се иселив добри 10 години работев во Словенија како музичар и како виолинист исто така, но паралелно со тоа, значи обучував, тоест бев вклучена во образовниот систем. Така да, моето искуство, велам, е близу 30 години, е доволно долго за да можем да направам заклучоци зошто е важно и зошто е битно на почеток на развојот на детето да ја понудиме музиката. Добро, што вас ве мотивираше да се посветите како музички педагог на музичкото образование кај децата? Знаете, јас сум една друга генерација, растена во едно друго време, можеби е тоа интересно за нашата публика. Како беше вашето време? Да, моето време беше доста поинакво, но јас би сакала да издвојам тоа што мислам дека ќе остави печат на цел мој живот, а тоа е музичкото образование. Значи, ние во наше време некако обавезна задача беше на нашите родители да побараат после школски активности во музиката. Значи, во моето оделение, кое што броеше близу 36 деца, нема да излажам ако кажам дека 30 свиравме инструмент. Тоа некако беше дел од образовниот систем и немаше прашалници. Некако следствено беше тоа. Знаевме дека тоа се знаеше дека е тоа нешто многу важно за развојот на детето во најрана возраст. Добро, кога веќе го издвојуваме така како засебно и му даваме акцент, па и да ве прашам на кој начин свирењето на инструментите влие на когнитивниот развој кај децата? Значи, музиката воопшто и свирењето инструмент се сметаат за една од најсофистицираните, да речам, важните активности во развојот на детето во најрана возраст, за развојот на мозокот, бидејќи мозочето на детето е практично доста пластичен на таа возраст, тоест подложен на секаков тип развој, промени, се развиваат нервни клетки, тоест неурони, најмногу во таа возраст. Се разбира и во текот на цел живот, но во таа возраст практично се создаваат навики, се создаваат некаков тип на искуства кои што подоцна во цел живот на детето ќе бидат искористени на најдобар начин. Кога веќе ги издвојуваме дека и понатаму во животот е начинот на кој што се постигнуваат успеси и така натаму, постојат ли научни докази всушност или ваши согледувања дека токму децата кои што свират инструменти покажуваат подобар академски успех понатаму во животот, а особено во школските денови поголема концентрираност, повеќе желба за учење, повеќе смиреност, да речеме во делот на динамиката на движењето, на потребата од сето тоа што кажавте е практично и научно докажано. Многу земји работат исклучително вредно низ годиниве и докажуваат, прават паралелни студии кои што се тоа што го спомнавте практично веќе емпириски е докажано. Што значи дека изборот на инструмент во најрана возраст кај детето допринесува детето, значи неговиот когнитивен развој да биде многу побрз и постабилен, емотивниот развој, исто така моторичкиот развој. Кога викаме емотивен развој, мислиме на тоа детето да може полесно да ги искажува своите емоции, чувства, да биде посмирено, да биде посталожено,
полесно да ги, кога зборуваме за когнитивните процеси, зборуваме за развој на левата и десната хемисфера истовремено, тоест со развој, тоест со движење низ инструментот и воопшто свирење, свирејќи го инструментот, истовремено многу активности се случуваат во мозокот, значи мозокот со поголемата негова површина е практично вклучен во некаква активност. И тоа е една ретка тема, тоа е една ретка област во која што толку многу имаме употреба на различни центри од мозокот во исто време. И тоа дава огромни резултати. Зборуваме за училишните деца, зборуваме во училиштето за децата кои што се во предучилишна, училишна возраст, можеби најзастапени во училишна возраст. Да. Во делот на развивањето, особено тинејџерите, имаат проблем со самодовербата. Тоа е некако составен дел од тинејџерството, па колку токму свирењето на инструмент влијае дополнително и во градење на самодовербата? Свирењето инструмент е можеби една од ретките активности која што влијае многу јако на самодовербата на детето, бидејќи низ процесот на изучување на инструментот, детето се судрува со многу бариери и ги прескокнува тие бариери со помош на наставникот, кога е добро мотивирано, кога родителите ја поддржуваат таа активност и му помагаат. Практично сите тие работи допринесуваат детето да може се повеќе и повеќе да верува во своите успеси, а при тоа да не забораваме дека е свирењето инструмент на изузетно јака креативна активност во која што се поттикнува самото да доаѓа до решенија, да наоѓа решенија, да ги спроведува и при тоа ако тоа е успешно, детето добива и некако фидбек, тоест публиката од другата страна се воодушевува. Сето тоа значајно допринесува детето да почувствува дека стабилно гази низ животот, дека едно дете кое што започнало да свири на 4, 5, 6 години, дефинитивно има многу поголеми успеси од деца кои што тоа не го прават. И тоа е докажано исто така. Дали пак групната музичка настава влијае во развојот на соработката, во развојот на емпатијата на децата едни кон други, во развојот на тоа да се развива потребата за соработка? Да. Тоа е една од тие поубавите дејности во нашето поле, да речам, на музичката активност, каде што луѓето можат децата можат да се здружуваат и заеднички да музицираат, тоест во исто време заеднички да креираат. Во последниве неколку години нашето училиште воведе нови технологии, тоест нов начин на пристап на едукација, кои што постојат впрочем во светов. Јас се надевам дека и во државните училишта тоа ќе полека ќе го воведуваат, бидејќи дава извонредни резултати. Значи, дечињата прво еден со друг се мотивираат. Многу им е важно заеднички во група да напредуваат, да доаѓаат до зададените цели. Истовремено, кога едниот не може, другиот повеќе може, овој кој што може е спремен секогаш да помогне. Во исто време, децата учат да слушаат, се слушаат еден со друг. Истовремено, таа соработка им дава една посебна самодоверба, како што впрочем и претходно кажавме, така да еден со друг се бодрат. Значи, заедничкото музицирање, групната настава воедно дава огромни резултати и тоа веќе ние го гледаме во претходниве 2-3 генерации и топло го препорачуваме. Постојано зборуваме генерации, деца, кога е вистинското време, кога детето треба да се бодри од страна на родителите, односно да го донесат ако забележуваат афинитети или можеби да го насочат да свири некој инструмент. Тука би сакала да кажам нешто многу важно кое што на почеток спомнав нашите генерации, нашето време. Сега веќе тоа е подзаборавено, а би сакала тоа многу често да ги потсеќаме, посебно поготово младите родители.
а тоа дека музиката мора да биде присутна од моментот кога детето се појавува во утробата. Значи, мајката сигурно, фамилијата, да слушаат убава музика, да потикнуваат убави звуци, смирени и спокојни. Не мора секогаш тоа да биде класична музика, но сепак да биде убава избрана музика. Детето во една групна артикулирана активност како училиште, ние препорачуваме веќе да почне од 3-та годишна возраст. И некаде од 3-та до 5-та годишна возраст, кога дечињата веќе се свесни за својот живот, дека се одвојуваат од фамилијата, од мајката, нели одат и во градинка, веќе можат поинтензивно да почнат да се бават со музика, може би не конкретно да бидат ставени на некој конкретен инструмент, туку полека да се запознаваат со музичките елементи. Подоцна од 5-та година натаму, веќе може да се избира инструмент и морам тука да ви признам моето тоа исто претходно споменатото долгогодишно искуство, ми кажува дека дечиња кои што доаѓаат со конкретна идеја, со конкретна желба за инструмент, не погрешуваат. Точно го избираат инструментот. Значи, доаѓаат деца кои што викаат, јас ке свирам виолина, јас ке свирам пијано. И тука многу ретко сме имале грешка. Инаку, ние како наставници, како педагози, понудуваме и пробно да видиме детето каде може, каде најдобро се снаоѓа на почеток, а после избираме конкретен инструмент. Инаку, уште ова да кажам, изборот на инструментот не само што може да биде благотворен за детето, туку може да му го обликува карактерот, да помогне дури и некои неоптималности во развојот на детето да ги подобри, да даде многу подобар квалитет или додадена вредност на животот на детето. А од друга страна, па како да се избере вистинскиот инструмент за оние кои што се во недоумица? Колку ви играте важна улога во насочувањето? Да, насочувањето е многу важно. На почеток ние секако дечињата ги насочуваме на 2 основни инструменти во таа најрана возраст, од 5 до 7-8 годишна возраст, тоа се претежно пијаното и виолината. Веќе од 7-та годишна возраст полека можеме да ги понудиме уште еден жичен инструмент, тоа е гитарата. А како подраснуваат од 9-10 годишна возраст нагоре, веќе тука се присутни и дувачките инструменти, ударните инструменти, пеењето секако, меѓутоа пеењето е сам за себе инструмент, гласот е сам за себе инструмент и тоа подоцна подоцнежните. Да, и сега кога го споменуваме како посебен талент, како пак вие како педагози, како наставници, како оние кои што сте и пример од едната страна, но и ветер во грб. Како вие се однесувате со талентираните ученици? Секогаш некој се издвојува од групата или можеби се индивидуални часовите, се едно. Како вие се однесувате да не се изгуби желбата, да се продолжи по патот? Да. Јас ќе кажам како за талентираните, така и за сите деца. Еден е основен принцип, а тоа е детето да се препознае како единка, да се видат неговите потреби, неговите јаки страни, неговите слаби страни, јаките да се потикнуваат, слабите да се подобруваат. Значи, тука бара едно огромно знаење. Тимот секогаш мора да се образува, луѓето, наставниците секогаш мора да ја пратат, да ги пратат новите трендови кои што се потребни, значи на детето да му се помогне да го достигне својот максимум. Талентираните деца се посебно важни, бидејќи тие, како што знаеме, подоцна во нивните животи може да бидат многу, како да речам, важни за општеството, како што впрочем знаеме колку музиката знае да биде амбасадор на едно општество, на една држава. И воопшто, но децата не ги двоиме само како вакви и такви. Тие имаат право на еднаков пристап од страна на педагозите. Да, еднаквиот пристап, ве разбирам се, но многу е важно, особено кога дете покажува некој посебен талент. Ако детето пак од најмала возраст постигнува и резултати. Велам, да не се откаже, да не го откаже интересот, особено во оние тинеџерски денови. Да, тука мислам дека играте главна улога вие педагозите. Ние, но и семејството. Морам да кажам дека тоа е едно свето тројство, така го викаа во Словенија, таму го научив родителот, детето и наставникот.
Тоа е една таква активност каде што заедно го бодриме и заедно го учиме детето да не се откажува. Го учиме да ги прескокнува бариерите, да не се откажува на првото не. Тука еден совет и до родителите во денешно време дека децата мора да научат што значи да се живее и под притисок понекогаш, бидејќи не секогаш во животот се е глатко. Така да образованието знае да биде послано со ружи и со цвеќа, но некогаш и со трње. Но за детето е најдобро ние да застанеме цврсто зад него, и педагозите и родителите, и да се потрудиме да го избуткаме, да го спроведеме по неговиот пат за да ги достигне своите цели. А без оглед дали е супер талентирано дете, без оглед дали е детенце кое што нема толку голем талент, не постојат деца без талент. Тоа сакам да ви кажам. Секој има некаков квантум на талент кој што може да се развива. Најважно е да потенцирам дека секое дете има право на музика. Ние понекогаш ги двоиме на талентирани и неталентирани. Децата музички треба да се образуваат, музиката треба да биде присутна како пак ќе го повторам, како додадена вредност за животот. Не е битно дали во иднина тие ќе стануваат професионалци или не, ќе станат подобри луѓе, ќе станат покреативни луѓе, ќе станат поспокојни луѓе, ќе бидат логичари, нели? Музиката помага и во математиката и во изучувањето на јазиците, бидејќи е така поставена и е најцелокупна, да речам. Добро, со оглед на тоа дека оваа генерација има многу поголема достапност до социјалните мрежи, во дигитална ера живееме, и како вие успевате класичната музика да ја наметнете кај децата како избор? Не само наши македонски изведувачи туку имаат можност и прилика да ги следат оние светски музички имиња кои што ја диктираат музичката сцена во денешно време кај младите. Како успевате да ја наметнете класиката? Видете, за да научите еден инструмент да свирите солидно, не зборуваме само за професионален пристап. Професионален е пристапот на учителот во образованието, а детето дали утре ќе се бави со професија музика, тоа е веќе негов избор. Вие морате да поминете низ еден, ние го викаме железен репертуар, така тој е еден израз да го наречам, низ кој што мора да се пројде за да се совлада инструментот. Основата мора да се познава. Точно така. Например, учите виолина, вие не можете вие виолината во сите жанри можете да ја употребите. Или пијаното, или гитарата, најчесто употребуван инструмент. Значи, гитарата, за да научите да ја свирите и утре да сте успешен, да речеме, музичар поп, или джез, или како и да е, секако, непременно вие морате да поминете низ тој основниот, да речам, основната фаза во образованието, базата, која што се добива преку тој класичниот репертуар. Сега класичен, кога викаме, малку ја плашиме публиката, бидејќи се што е врзано со класика малку звучи така квадратно, па малку, ова не е за мене, например, родителите имаат една таква дилема, зошто таа музика, како таа музика. Ние не наметнуваме жанр, ние сме музички педагози и велиме, музиката мора да биде составен дел во животот на детето, затоа што сакаме да имаме добри деца, сакаме да имаме добри генерации, сакаме да имаме паметно општество, интелектуално општество. Деца кои што размислуваат слободно, бидејќи музиката истовремено дава и слобода. Значи, таа ве учи на еден ред, на една дисциплина, на една предаденост во нештото, меѓутоа истовремено ви ја дава и слободата. Затоа би рекла дека изборот на жанерот е многу, да речам, произволен. Кај нас, во нашето училиште, ние сите жанрови ги користиме, тука нема некој прецизен избор. И уште да додадам, во денешно време, бидејќи, како спомнавте, социјални медиуми, тоа гледаме веќе се почесто и почесто како музичарите, современиве музичари, младите генерации ја користат класичната музика
за да тој го ја- споменав да ја- кога нели, да ја кога- приближат, Да, да, кога до виолината децата. ја споменавте, Да. тој велам и сега се користи. Особено забележуваме дека се експериментира многу со класичните инструменти. Да, нели присутни се, веќе Па звучат. се присутни, од да. одредени Што мелодии. е добро, се Да. одговара на предизвикот на новото модерно време. Да. Да, ви благодарам за разговорот. Можеби денеска бевме потик за некои родители. Да, се надевам, би Може сакале. постигнавме целта. Да, ви благодарам. Јас исто.